4 месеци по упадот во македонската навигација, обвинителството уште прибира документација, испитува сведоци, а докази бара и од меѓународни институции. Тепачите уште одат на работа, само не пијат кафе со тепаните. Нема епилог ниту од дисциплинските постапки, барем од информациите што се познати. Против сите 8 осомничени имало мерки на предпазливост, велат од основното јавно обвинителство. Предметот е во фаза на истрага против 8 лица. Во досегашната постапка испитани се осомничените и повеќе сведоци. Прибавена е документација и извештајот од Агенцијата за цивилно воздухопловство за настанот. Постапката продолжува со прибирање други докази од домашни и меѓународни институции. Со одлука на судот против сите 8 осомничени лица на сила се мерки на предпазливост. Според наши информации, обезбедувањето, односно приватната фирма која го обезбедуваше објектот на македонската навигација, продолжила со работа и по инцидентот кој се случи на почетокот на оваа година. Според договорот кој што бил склучен, МНАФ ќе треба да плаќа пенали ако го раскине. Прв помеѓу обвинетите е Беким Незири, кој беше главен промотор на кампањата на Бујар Османи како председателски кандидат на ДУИ и промоцијата на Матичната партија. И по инцидентот тој остана председател на Чаирскиот огранок и беше во првите редови заедно со функционерите на интегративците. Кривичен откако се коригира во одлуката, па наместо само мерки за предпазливост им одреди домашен притвор на напаѓачите во македонската навигација, за повторно судиите на барање на обвинителството да ги пуштат на слобода. Наместо во притвор, судот им ги одзема само пасошите и им забрани да го напуштаат градот во кој живеат. Инцидентот во МНАФ се случи на 4 јануари годинава, кога 8 лица упаднаа во канцелариите на македонската навигација на аеродромот во Скопје и нападнаа контролор на летање. Откако синдикатот се крена на нозе поради несоодветната селекција на кандидатите на оглас за нови вработувања и обвини за партизација.